Дали истрагата за несреќата во Кучани ќе се прошири и ќе ги офати разрешените полициски началници и командири од СВР Штип и ОВР Кучани, или пак ќе се прошири и со други службеници од МВР, е дилема која во јавност остави простор за дебата и политички препукувања околу селективноста на истражните дејствија што ги преземаат обвинителите. Иако по 2 недели од кобниот пожар, се думи на началници и командири од Кучани и Штип се разрешени за да не влијаат на истрагата, а нивните претходници кои давале согласност за лиценцата на нелегалното кабаре се зад решетки, сепак политички опоненти прстот го вперуваат во власта, без да остават простор обвинителството да си ја заврши работата, коментира поранешниот началник и експерт за безбедност Љубомир Ѓурчевски. Тој вели дека премногу е рано да се зборува за селективност, бидејќи обвинителството за организиран криминал и секторот за внатрешна контрола на МВР турбо работат и допрва ќе видиме колку луѓе од МВР ќе се соочат со кривична одговорност за несреќата во која животот го загубија 59 млади луѓе, а над 150 беа повредени. Ние не можеме да предпоставуваме дали разрешениот началник на СВР Штип што беше до моментот на трагедијата, дали ќе биде допатен со истрага. Това ќе си го кажи обвинителството за гонење на организиран криминал. Сега се водат предистражни дејствија, јас ви тврдам дека секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во МВР води многу поширока истрага за целата таа трагедија. Според истрагата, имало пријави во полиција за кривични дела и нарушување на јавен ред и мир, но и покрај тоа во 2023 била издадена лиценца, а притворените полицајци дале позитивно мислење дека дискотеката Пулс ги исполнува сите услови. Кој се од МВР постапувал или премолчувал и ќе се соочи со одговорност, ќе покаже истрагата на секторот за внатрешна контрола на МВР и обвинителството за организиран криминал. За сега нема простор да се верува дека некој ќе биде заобиколен, коментира Ѓурчевски, и јавното обвинителство даде наредби сите институции да извршат проверки кој постапувал незаконски. Основното обвинителство во Кочани мислам дека доста добро ја води истрагата и доста добро се изведуваат и докази, се собираат докази, односно се издаваат наредби на истражните органи, пред се Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција, управата за јавни приходи. Вие гледате дека немат орган кој што е надлежен за водење на истраги, кој што по било кој основ не е вклучен во целата во сите овие дејства. За најголемата трагедија што се случи во Македонија отворени се 2 истраги. Едната ја води државното обвинителство со екипа од 11 обвинители кои ги истражуваат сите надлежни институции поврзани со документацијата и работењето на Кочанската дискотека. Офатени се 27 луѓе, од кои 24 се во притвор, а 3 во куќен. Двајцата поранешни градоначалници на Кучани и поранешната директорка на пазарната инспекција. Другата истрага ја води обвинителството за организиран криминал, која што опфати 7 началници и командири од Штип и Кучани, кои дале согласност за лиценцата на Пулс. Сите се думина се во 30-дневен притвор во Шутка.